Поздрав од Вашингтон. По одлуката на Оделот за правда да назначи специјален обвинител во 2 кривични истраги против поранешниот председател Доналд Трамп, со цел да обезбеди независност на процесот, особено откако Трамп најави официјална трета кандидатура за председател, а и председателот Џо Бајден сигнализираше дека има намера да оди на следни избори. Сега и Врховниот суд дозволи комисија во Претставничкиот дом да има увид во даночните пријави на Трамп. Ова се случува по 3 години правна битка. Трамп е првиот американски председател во последните 4 децении кој не ги објавил своите даночни пријави и се обидуваше да ги задржи во тајност деталите за неговото богатство и активностите на неговата компанија за недвижнини. Конгресната комисија која сега има увид во даночните пријави ќе има малку време да ја заврши истрагата пред републиканците да ја преземат контролата врз Претставничкиот дом. Портпаролот на Трамп веднаш не одговори на барањето за коментар. А минатиот петок пак Джек Смит беше назначен за специјален обвинител во 2 кривични истраги во кои е вклучен и Трамп. Едната за нападот на Конгресот на 6 јануари 2021 година, а другата за несоодветно постапување со класифицирани документи. Смит беше главен обвинител во судот во Хаг, задолжен за истражување и судење на воени злосторства во Косово. Врз основа на неодамнешните случувања, вклучително и најавата на поранешниот председател дека е кандидат за председател на следните избори и актуелниот председател изјави дека има намера да биде кандидат, заклучив дека е од јавен интерес да се назначи специјален обвинител, рече главниот јавен обвинител Мерик Гарленд. Трамп негираше дека сторил нешто лошо. Тој не е обвинет во ниту еден случај досега. Оваа ужасна злоупотреба на моќта како последна во долгата серија лов на вештерки започна многу одамна. Мислев дека истрагата со измамата на документи е на умирање или е мртва или е завршена, рече Трамп. Откако официјално ја објави кандидатурата, Трамп немал масовен митинг, ниту најавил планови за посета на сојузни држави, клучни за републиканската номинација за председател. И неговиот Твитер профил, откако Илон Маск му го активираше, а на кој има 87 милиони следбеници, се уште е тивок. А во меѓувреме, републиканците најавија истраги за работата на председателот Џо Бајден и неговиот син Хантер Бајден, откако ќе преземат контрола врз Претставничкиот дом со тенко мнозинство во јануари следната година. Од Гласот на Америка на македонски јазик во Вашингтон, Милена Ѓоргиевска.